Значи, тоа е текстот. Ке навлегуваме всушност со овој текст во последниот дел на второто послание до Коринтијаните. Четвртиот дел. До сега видовме неколку теми кои се сменија на самиот почеток. Во водниот дел, првите две глави, апостол Павле објасни на коринтијаните која е причината за одложувањето на неговата посета на Коринт. Потоа следи еден долг текст од втората глава, средината на втората глава, се до 8 глава, каде што го објаснува неговото новозаветно служење, го заштитува, апологетски пристапува заради некои кои го критикуваат. 8 и 9 глава говореше за давањето, тоа се подготвуваше црквата во Коринт да се вклучи во на акција за помош на светиите во Јерусалим. И сега сме 10 глава, последниот дел до 13 глава. Значи не очекуват уште 5-6 проповеди до крајот. Овој дел малку одскокнува или се одликува во однос на остатокот на првите 9 глави по јазикот, по тонот. Остар е јазикот. И може да кажеме дека тоа е најостриот говор воопшто во сите негови посланија. Многу е остар, строг во овој дел и по таа причина дури некои сметаат, бидејќи првите 9 глави Павле е мек, благ, кроток кон коринтијаните, се однесува со благодарност кон нив, затоа некои сметаат дека овој не припаѓа. Тоа е неков додаток од некој друго писмо, а пак некои сметат дека токму пак овие последни 4 глави се оно остро писмо што го напишал до коринтијаните, заради кои има реакции во црквата. Меѓутоа повеќето се согласни, и јас сметам така, дека ова е природен дел од посланието, дека е дел кој следи после се она што го гледаме во првите 9 глави. Наменете овој дел, овие 4 глави, директно на оние кои го критикуваат, оние лажни учители кои влегле во црквата за да шират поинакво учење, лажно учење. И Павле нормално, бидејќи нова е темата се ересите кои тие лажни учители ги внесуваат во црквата и нормално е сега овој дел да биде таков, да има остар тон. Бидејќи Павле е како еден добар пастир кој се грижи за своето стадо. Така да, иако има драстична промена, таа драстична промена одговара на темата која ја вклучува Павле, на новата тема. Во секој случај важен овој дел за нас денес како црква, за современата црква, бидејќи, како што реков, гледаме како Павле се справува или како реагира, како се однесува на лажните учења, кон лажните учења. Еден сериозен однос, еден одговорен однос. А лажните учења биле проблем за црквата од секогаш. Уште кога се појавува црквата, се појавуваат и лажните учења. И важно е да одговориме на нив, бидејќи тие се опасно за црквата. Секој лажно учење, независно од тоа од кај доаѓа, независно од тоа во каква форма е, доведува на крајот до слабење на црквата, доведува до расцепи, доведува до слабење на самото евангелие во црквата, на самото учење. Историјата на црквата покажала дека надворешните притисоци во вид на гонења, како што биле, например, во првите векови од страна на Римската империја, или пак во текот на историјата од различни вид, па во атеизмот, во социализмот, самата власт беше непријателска на црквата. Во сите тие случаеви, тие притисоци надворешни доведуваат до јакнење на црквата, до единство, до сплотување на христијаните, додека внатрешен отпор во вид на лажни учења ја слабее црквата. Така било секогаш, така и денес. И денес има лажни учења, некои од нив се јасни, некои од нив се очигледни, иако многу умина се подведуваат по таквите лажни учења и бидејќи за жал денешниот човек и
не сака многу да размислува, не сака многу да истражува, сака така да ги прими на готово нештата и се подведува по лажни учења. Многу христијани се подведува по на учењето на така наречениот корејски месија Сун Мун ли како бе? Да, Сун Мунг Мун, кој се представи како новиот Христос. Христос дошол повторно преку него и тоа за да се ги поправи Христос грешките од првото доаѓање. Тогаш тој требало да се ожени, ама не се оженил и би разбрал Христос дека сгрешил и доаѓа преку тој Мун. И Мун беше познат со многуте колективни, групни венчавки. Тој тврдеше дека сите оние кои тој ќе ги благослови, сите бракови, сите кои ќе се венчат на тие масовни венчавки, ќе бидат многу благословени и така ќе бидат спасени всушност. Тој е начинот за спасение. И имаше венчавки со по 100.000, па милиони дури брачни двојки кои одеа и така групно ги венчаваше. И во Скопе дури дојдоа, и во Скопе се обидува да направат таква заедница на тој Мун. Мормоните се присутни кај нас со учења за кои тврдат дека се единствените вистински, меѓутоа во ништо, во голем дел не се согласуваат со Библијата. Пред неколку години помнам поштенските сандачиња ни се полнеа со трактати на оној Хабардовиот центар за саентологија. Не знам дали уште има, ние немаме таму поштенско сандаче, но на времето постојано пуштаа, обидувајќи се да привлечат луѓе, а учат дека и привлекува некои така по елитистички кругови на општеството, тврдејќи дека ќе ги направат богови, бидејќи ние сме богови, кои сме забравили, а сега ќе не подсетат и ќе навратат. Како и да е, зашто е да се работи? Сектите, лажните учења се опасни за црквата, посебно се опасни они кои така посуптилно влегуваат. И ги има денес во Македонија, кој например учењето за супер благодат, кој се обидува да успие чувствителноста на човекот, на христијанот за гревот. Нивното учење дека не треба да се грижиме за гревовите, Бог ни ги простил сите гревови, така да дури ако сгрешиме, не е страшно. Да не се вознемируваме, да не загрижува совеста. Да не чувствуваме никакво лошо, некакво чувство на вина и така натаму, бидејќи Бог не сака така. Бог сака ние секогаш да се чувствуваме убаво и пријатно. Или пак оние харизматички пракси на некакви мистички кои нудат наеднаш некакви духовни преживувања, духовен растеж, кои многу не лекуваат на далекоисточните практики, но се расширија од црквата. Буквално не лекуваат како на отварање на чакри. Има клучеви, нудат клучеви духовни, таквите учители христијански, преку кои ти наеднаш достигнуваш некој ново повисоко ниво на духовност, слично на отварањето на чакрите во далечно источните религии. И бидејќи се опасни, овој дел ни е важен од посланието на апостол Павле, второто послание до Коринтијаните, бидејќи ни учи како да се справуваме со таквите лажни учења. Важна тема. Бидејќи, како што реков, сите овие лажни учења го обеселуваат Евангелието и ја слабеат црквата и го заробуваат христијанот, тоест го оддалуваат од слободата во Христос и го стават во некои шеми, во некои култови кои на крајот стануваат робство за христијанинот. Ајде да видиме, бидејќи влегуваме во оваа нова тема, како почнува апостол Павле да пишува. Го гледаме неговото представување. Тој се представува како апостол, како пастир, кој е загрешен за стадото, кој е заплашено, кој е застрашено од тие ереси. Во црквата влегле лажни учители кои се представуваат како христијани, тоест како се волци облечени во овчи коши.
И самото негово представување овдека, малку така чудно, тој вели, јас самиот сум понизен кога сум лично меѓу вас, а смел сум кога сум далеко од вас. Демек, од далеко сум силен, а кога ќе дојдам меѓу вас сум слаб, плашлив. Тоа е обвинувањето кое лажните учители го изнесуваат против Павле. Тие велат на луѓето во Коринт, тој е силен само кога е далеко, кога ви пишува писма. Смел и остар. Меѓутоа кога доаѓа тука меѓу вас, тој е слаб, тој е плашлив. И Павле вели, јас сум тој за кого што велат дека сум силен од далеко, а тука меѓу вас сум слаб. Меѓутоа Павле ово обвинување го свртува како предност, тоест како нешто што го немаат коринтијани, овие лажни учители. Да, вели, навистина јас сум таков. Навистина јас сум кроток меѓу вас, но таков сум бидејќи Христос го даде тој пример. Бидејќи и Христос е благ и кроток. И навистина Христос беше таков. Меѓутоа Павле ќе видиме понатаму вели, Христос беше кроток и јас сум таков меѓу вас. Меѓутоа Христос не беше секогаш кроток, некој знаеше да биде и остар. И тоа премногу остар. И во неговата острина знаеше да биде и груб. Кога влезе во храмот, тој зеде камшик и со камшикот удри по оние кои го осквернија храмот. И од неговите очи излегуваше гнев. И Павле токму тоа сака да им го каже. Јас сум мек меѓу вас, меѓутоа кога ќе дојдам, да нема потреба да бидам груб. Се надам дека Божјата благодат, она што Бог го започна меѓу вас, ќе го доврши до крај. За да нема потреба кога ќе дојдам да бидам груб. Подобро е да бидам благ, подобро да бидам кроток, но од вас зависи каков ќе бидам. И откако се представува, говори во наредните стихови за тоа како тој сака да работи, кој е неговото оружје, кој е неговиот начин на работа. Вели, мојот начин на работа, моето однесување е благост и кроткост, тоест моето оружје не е телесно оружје. Јас не се справувам со проблемите во црквата на начинот на кој се справуваат некои други. Јас самиот не сум телесен човек и затоа мојот пристап и моето оружје не е телесно оружје. Така да големото прашање што овде се поставува, наистина, кој е оружјето? Кој е начинот на кој Павле се справува со проблемите? Со проблемите кои ги донели тие лажни учители, со проблемите кои постојат во тоа време. Тој изнесе во 7 глава, во 6 глава, всушност, ништо се поминува самиот, низ какви неволи, низ какви притисоци, низ какви обвинувања, затвори, дури е тепан, каменуване, исмеване. И тој таму ни кажува кој е неговото оружје, како се справува со сите тие проблеми, како се справува со лагите кои се изнесуваат против него. И навистина, како да се справиме со проблемите. И тогаш и денес ние се соочуваме со многу проблеми, не само во црквите и во општеството. Проблеми или идеологии или заблуди кои се шират во општеството, а целта е да влезат и во црквите. Имаме еден сериозен проблем денес со кој се соочува црквата, а тоа е вредностите кои една општество, една групата на ЛГБТ, сака да ги наметне во целото општество. Нивните вредности, нивниот модел на однесување, преку образование, преку закони, да биде наметнат како модел за секого. И тоа е навистина сериозен проблем, зашто нивниот модел, нивните вредности не се библиски, се против Бог. Како да се справиме со тие вредности? Зашто гледаме дека не се Божји вредности. Се уништува, очигледно дека се уништува семејството како институција, разводите и самото обесмислување. Сериозен проблем е тоа во општеството. Има една пропаганда, таква сексуална да ја наречам, едно промовирање на еротизмот
насекаде како еден висок стан, како модел, како вредност. И насекаде го гледаме тој еротизам, па во маркетингот, независно што се рекламира, дали е кола, дали е телефон, дали е алат за мајстори, прашок за перење, има нешто тако еротско. Се набива во умот на луѓето како да е тоа стилот, начинот на живење. Како и гледаме сите тие ерозии во општеството и како да се справиме, како да се бориме против сето тоа. Павле прво вели, нашето оружје не е телесно. Е духовно. А кој е телесното оружје? Тој не објаснува нити кој е телесно, нити кој е духовно. Тој не кажува кој е неговото оружје. Меѓутоа, на други места, претходно во 6 глава, тој кажа кој е, ќе го видиме, овој текстот од 6 глава, 6 и 7 стих, тој таму ни кажува какво е неговото оружје. Чистота, знаење, долготрпеливост, добрина, дух свети, нелицемерна љубов, вистина, сила Божја, правда во десната и левата рака. И ова е спротивно на телесното оружје. Кој е телесното оружје? Оружјето со кој се обидува светот да го наметне својот стил, својот стандард, е силата, е притисокот, е насилството. Па дури парадите што се организираат, кои се нарекуваат нели на гордост и кои се така, да кажем, миролюбиве, и тоа е притисок. Зошто има потребно да излезе една бројка со парада и на тој начин да го наметне својот стил? Ми тоа наликува како на протест. Тоа е демонстрација. Тоа е митинг. Целта на секој митинг, на секој протест е притисок, сила, насилство. Тоа е манипулација, заблуда. Тоа е начинот на кој што општеството, тоа е светот се обидува да наметне својата вредност, својот стандард. А ќе прекинам за малку. Така, да. Значи, тоа е оружјето на светот, притисокот. Дори светот и со проблемите се обидува да се справи на таков начин, со сила. Меѓутоа, историјата покажала дека не го решува проблемот светот со сила. Силата може само да придонесе еден проблем да ја смени формата. Меѓутоа, суштината останува иста на проблемот. И гледаме дека исти проблеми низ вековите се повторуваат, добиваат поинаква форма, со иста суштина и дури може да кажем дека проблемите стануваат и поголеми. Така, светот, тоа е оружјето на светот. Светот има телесни мотиви и користи телесни методи. А Павле вели, нашето оружје не е телесно, ние живееме во тело, но нашите мотиви не се телесни. И затоа и нашето оружје не е телесно. И кој тоа оружје? Во 6 глава тој во неговата борба што ја води против сите притисоци, го изнесува тоа оружје и на други места. Секако најпозната е 6 глава на посланието до Ефесјаните, од 10 стих, каде што вели и таму за тоа зборува за тоа духовно оружје. И ако можеме некако да го систематизираме, што е всушност, во што се состои духовното оружје, прво можеме да кажеме дека нашето оружје е вистината. Она што нас не одликува од светот е вистината. И вистината, ако можеме некако да дефинираме во што се состои и како Библијата го ја представува вистината како оружје, тоа е осознавање, тоа е познавање. Вистината е познание. Познавање на вистината значи да ги познаваш нештата такви какви што се. Да ја знаеш реалноста. Да живееш еден реален живот. Да бидеш реалистичен. Не да живееш во заблуда, во темнина, во измама, туку да имаш поглед кон нештата кој е реален,
кој ги открива суштината и открива суштината на работите. Да можеш да видиш точно во центарот на проблемот, во што се состои проблемот. И апостол Павле кога говори за духовното оружје, например во Ефесијаните кажува дека нашата борба не е против тело и против крв. С други зборови, Павле вели, суштината на проблемот не е човекот. Нашиот непријател не е човекот. Туку кажува, нашиот непријател се началствата, властите, световните управители на темнината од овој век. С други зборови, Павле вели, нашиот проблем, вистински проблем, не е телесен, туку е духовен. Дека зад овие видливи проблеми стои невидлив извор. Духовна е причината за проблемите. И тој проблем не се решава со оружје, не се решава со сила, не се решава со физички притисок. Тој проблем се решава на духовен начин. За секој проблем во овој свет, за сите тие војни конфликти, за сите сериозни проблеми во општеството, криминал, дрога, блудство и така натаму, има духовен извор. Има началство, има власти кои стојат за сето тоа. И тоа е, ние се бориме против духовни сили кои стојат зад видливата сцена, а тие духовни сили не може да бидат уништени со оружје, со физичко оружје. И тоа е вистината, тоа е вистината како оружје. Познавање на реалноста, познавање на причината за проблемите, познавање на вистината, на суштината на проблемот. Библијата, целта на Библијата е да ни открива вистината, да можеме да ги гледаме работите такви какви што се. И затоа е потребно да изучуваме Библијата. Затоа е потребно, како што вели словото на многу мести, оно најпознат стих е Римјаните 12, 1, 2, 3, да го обновуваме умот. Постојано да се преобразуваме преку обновувањето на умот. Ние треба постојано да го освежуваме нашиот ум. Зошто? Зашто живееме во свет кој е измамен, кој е под нападот на заблудата, на измамата на тие духовни сили. И ние кои живееме во овој свет сме подложни на заблудата. И ако ние не го освежуваме нашиот ум постојано, секојдневно, ние ќе паднеме во таа заблуда и ќе почнеме да гледаме на светот преку заблудата на овој свет. Зато треба да го обновуваме умот преку духот, читајќи го Словото. Тоа е нашето оружје, познавањето на вистината. Вистината ни помага да го видиме вистинскиот проблем. Христос рече дека е вистината. Да се познава Христос, да се живее во Христос, значи да се живее во вистината. Кога Христос проповедаше, и тоа го пишува јасно во Евангелијата, луѓето му се восхитуваа. Луѓето велеа, никој досега не говорел така како овој, со таков авторитет. Зошто му се восхитуваа? Зошто Христос е вистината. Зошто кога Христос ќе отвореше уста, тој точно во центарот погодуваше на нештата. Тој веднаш погодуваше во суштината, во срцето на проблемите. Зошто Христос е вистината и ги знае проблемите. Кога тој ќе застанеше пред фарисеите, веднаш го луцираше проблемот во неговата суштина. И тоа е клучното, вистината е клучното оружје за справување со проблемите. Зашто вистината ни помага да го луцираме проблемот и да действуваме на проблемот. Духовно на духовниот проблем, зашто секој проблем во суштина е духовен проблем. А пак вистината насекаде и овде као овој текст и насекаде се врзува со љубовта. Во Ефесијаните 4:15 Павле вели: говорете ја вистината со љубов. Вистината секој пат оди со љубов. Не може се оддели од љубовта. Љубовта е нашето оружје. Знаејќи ја вистината, таа вистина да действува преку љубов како силно оружје. И она што со годините постојано и кога веќе така стареам повеќе, го разбирам јасно е дека како што действа љубовта и односот со љубов, ништо друго не може да подейства на ист начин.
никакво насилство не може да подейства така како што действа љубовта. Кога човек ќе почне да гледа на другиот како на човек, кој ги има истите проблеми како и ние, кој е рануван на истиот начин како и нас, кој е повредуван на истиот начин како и нас, кој се повредува на презирот, се повредува на вредата, како и ние што се повредуваме, кога разбираме дека и другиот има чувства како и нас и го боли како нас, кога имаме разбирање дека и тие се борат со тешкоти како нас, а тоа е љубовта, така да се пристапува на луѓето, и тогаш се менува се. Се менува сета слика. И сега туку пак да се вратиме, неколку пати ќе се навраќам на тој сериозен проблем со LGBT заедницата. Има групи општество кое се бори против тоа општество. И црквата е дел од општеството кое се бори против таа аномалија во светот. Меѓутоа, она што го гледам е дека црквата некако се присоединува кон светските методи, кон светскиот однос против тие луѓе. А тој однос е спорење, докажување кој е прав и презир и отфрлање. Тоа доминира дури и во христијанските групи кои го критикуваат или се обидуваат или се борат против таа појава. Меѓутоа, и тие луѓе таму, припадниците и на тоа општество, се луѓе, очени луѓе кои ги имаат чувствата како и ние, кои се повредуваат нормално на презирот, на цинизмот, на критиката, на осудата. Се навредуваат, зашто и они имаат чувства. И тие биле повредувани можеби најмногу од сите останати во општеството, и тоа на многу населен и деструктивен начин, бидејќи не само црквата е против нив, општеството, голем дел од општеството, кој ги користи телесните методи на сила, на понижување, на навредување. Тие методи не даваат успех. Павле вели, јас не сакам да бидам таков. Јас не сакам да користам телесни методи против вас. Не е тоа моето оружје. Моето оружје е Христовото оружје, духовното оружје. Секој има потреба да биде третиран со почит, со внимание, со нежност, со љубезност, со благост, со кротост. Да ние се спротивставуваме на обидувањата на тие луѓе. Ние се спротивставуваме на проблемите. Меѓутоа, начинот на кој ние се спротивставуваме и ја представуваме вистината е љубовта. Љубовта е моќно оружје. Сите ние се фалиме како христијани со 1 Коринтини 13 глава. Дека нема таков текст во никоја друга книга. Да, ама колку е во животот таа глава. Вистината, љубовта. Љубовта како силно оружје. И потоа поврзано со претходното ја гледаме верата. Ние веруваме. Што е вера? Ние веруваме дека Бог е присутен во се, во сите тие проблеми. Ние веруваме дека, осознаваме и веруваме дека Бог не е некаде далеко, надвор од проблемите со кои се соочуваме. Јован во Откровение 3:7 пишува дека Бог е оној кој отвора и никој не може да затвори, и кој затвори никој не може да отвори. Дека Бог ги отклучува проблемите, Бог ги решава, и кога тој решава, никој не може да му се спротивстави. Тоест, ние веруваме дека Бог ги контролира нештата, тој ги контролира човечките судбини, тој ги решава проблемите. Евреите 11 глава, тоа е еден неверојатен запис на луѓе, како нас, обични луѓе, кои преку верата ја минували историјата на еврејскиот народ, историјата на човештвото. Така, верата не е само за некакви големи работи за време на службата. Верата се протега во секој миг на животот, во најмалите дури работи, најобичните човечки дела
ја менува историјата на човештвото. Верата не е само тука да се случуваат работи за време на службата. Верата е постојано, секаде, во секој миг, да се гледа Божјото дејство, како Бог прави неверојатни работи и како тој ги решава тие големи проблеми во општеството. А молитвата како едноследно оружје е таа преку која ние веруваме дека Бог ќе го оствари тоа. Ние веруваме дека ја знаеме вистината, веруваме дека имаме Божјата љубов во нас, веруваме дека Бог е присутен и со молитва се молим Бог да дејствува. Бог на вистина да ги решава проблемите. И историјата на црквата, историјата на светот е полна со примери, со докази дека кога луѓето ќе се посветат на молитва, кога ќе се здружат, дека се менувале нештата во светот. И тоа драстично се менувале. Ама проблемот е што црквата ја загубила вистината. Проблемот е што црквата ја загубила љубовта, вистинската љубов, Божјата љубов. Проблемот е што црквата ја губи верата во Бог. Ја нема молитвата. Проблемот е во црквата заради проблемот во општеството. И тука не можеме да не го вклучиме на крајот и служењето со љубов. Христос што вели на учениците, она позната голема проповед на планината? Благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат. Молете се за оние што ве навредуваат и гонат. На сите тие ваши противници, вие служете им. Како? Правете им добро. На злото враќајте со добро. Служете им со добро. И тоа нешто ја менува историјата. Поинаквото дејство на христијаните. И во тој поглед христијанството навистина е уникатно. Никаде на друго место, во никој друго учење, било духовно, било човечка филозофија, нема да најде таков принцип. Насекаде се пропагира реципроцитет. На злото ќе вратиш со зло, на доброто ќе вратиш со добро. Око за око, зап за зап. Како Бог не смени, како Бог не освои нас? Со реципроцитет, со око за око? Не, со благост, со благодат, со добрина, со љубов. Ако за Бог важеше тој принцип, сите ние ќе бевме во пеколот. Сите ние ќе бевме загубени. Милоста е принципот преку кој се однесува Бог и тоа е принципот со кој ние треба да се однесуваме. И тоа е силното оружје, да се врати на злото со добро. И тука Павле вели со тоа оружје, оружјето на нашето војува не е телесно во 4 стих, но со помошта Божја станува мокно за рушење на тврдини. Со него ние уништуваме тврдини. И овде зборот тврдини, кој го користи апостол, сака да каже колку се сериозни проблемите. Тврдина, зборот тврдина е воен термин, од воената терминологија. Хипсома, кој значи, хипсома значува нешто кој е изградено на високо место. Оние тврдини кои се градени на високите места, бидејќи потешко се освојуваат тврдините на високо отколку на рамнина. Добро, натре има замок, околу замокот зид, околу зидот надвор има канал со вода. Било скоро невозможно да се усвои таква тврдина со јуриш. Најлесниот начин било, тој долгиот начин, да држиш под опсада со месеци и на крајот луѓето да изгладнат и да ги нападнеш. Меѓутоа, кој може со месеци да стои таму? Ке треба и таа војска да биде постојано снабдувана. Идејата овдека е дека противникот е сериозен, дека проблемите се тешки, тие се како тврдини. И навистина е така. Навистина така. Ние гледаме немо, безпомошно на проблемите со кои се соочува општеството. Расте неморалот, расте криминалот. Вредностите, вистинските вредности се повеќе се губат. Навистина сериозен непријател. И за тоа Павле вели, тоа е вистинското оружје. Само со Божјата сила може да се победат тие проблеми. И тука сега практично можеме да видиме како се рушат или што се руши сушност во светот. Тој противник што го имаме. Со тоа оружје вели ние уништуваме мудрувања, прво пишува.
Мудрување. Зборот мудрување е логизмос. Гречкиот збор логизмос, кој значи размислување. Меѓутоа во контекстот размислување или собирање на аргументи, представување на аргументи, кои аргументи за размислување кои на крајот ќе треба да го оправдат тоа зло. Тоест, сите тие проблеми кои ги гледаме, лажни учења така натаму, се представени преку логика на таков начин на крајот, всушност се гледа дека тоа е добро, што се нудили, тоа е вистина. Доаѓа некој и таков аргумент ти изнесува на кој што ти на крајот не знаеш како да му вратиш. Зашто е многу логично. Ајде да одиме пак на ова ЛГБТ заедницата. Кој е нивниот основен аргумент? Тие се повикуваат на аргументот на правото. Е многу силен аргумент. Тие велат, вие не дозволувате ние да остваруваме наши права. Ние сме обесправени, ние сме дискриминирани. И тоа не било какво право. Право на љубов. Основното право. Нам не ни се дозволува правото на љубов. На крајот на краишта, што има лошо во љубовта? Љубовта на никому не му чини зло. Тоа е аргументот. И навистина како да одговориш на таков аргумент? Како можеш некој да му забраниш право на љубов? Многу е логично. Многу е разумно, така да кажеме. Тешко да се одговори. И тука стапува духовното оружје на сцена. На вистината, која е вистината? Љубовта, каже на вистината со љубов, верата дека Бог таа вистина може да ја направи реална и за оние кои ги изнесуваат тие лажни аргументи. Верата дека Бог действа, дека силата на Бог може да ги разништи тие лажни аргументи, тие суетни на реални предпоставки. Дека таа љубов за која се говори и навистина не е вистинската љубов. Знаете ли, има сведоштво од такви луѓе, христијани кои биле такви и кои велат, ние бевме отфрлувани, ние сме биле презирани. И ние се мисле дека таму ќе најдеме навистина љубов и прифаќање. Ние сме отишле таму, во тие општества, зашто таму сме барале надеж. И на крајот сме разбрали дека и таму не е вистинската љубов. И таму не може да биде задоволена нашата потреба за љубов. Христос се каја со самарјанката. Христос се сретна со една самарјанка. На патот од Галилеја од Ерусалим кон Галилеја. Самарјанката беше отфрлана на неколку основи. Прво, тој дел од јудејската земја беше населен од самарјани кои се мешани, евреи и неевреи. Нивната религија беше спротивна на Мојсевиот, на она што го знаа евреите. Плюс на сетот, и евреите кога поминувале, кога ќе тргнале од Јудеја кон Галилеја, тие го заобиколувале тоа место, случајно да не се извалкат од самарјаните. До таа мера, нели, биле отфрлени. И не само што Христос има разговор со човек од Самарија, тука има една самарјанка, која е жена. Жената пак е уште повеќе од маж, не може да има таков разговор со жена. И не само жена, таа е блудница. Таа има зад себе 4 мажи и 5. И Христос доаѓа кај таа жена и пише дека учениците, никој не му направи забелешка. Интересно. Никој не му направи. Христос тука скрши правила. Многу правила скрши. Правила што беа прифатени од еврејскиот народ. И никој не му направи забелешка. Всушност, Исус не скрши правила. Има едно кратко филмче кој може да се најде на интернет, многу интересно. Од тој филм почнал како учителот стои на вратата, има едно дете кој секој ден доцни. И учителот го чека со ленир, влегува детето, знае веќе пружи раката и учителот го треснува. И така, втори ден, трети ден. Еден ден се доаѓа учителот на училиште Сабајле
и гледа како детето со количка својот братче инвалид го носи прво на друго училиште. И потоа оди. И всушност учителот разбира дека тоа дете не крши правила со тоа што доцни. Напротив, тоа дете се грижи за својот брат и тоа е причината зашто доцни на училиште. И всушност учителот го забележил тоа кога еден ден многу порано тргнува да оди на училиште. Тоест, многу порано пред учителот да тргне на училиште, детето веќе е тргнато од дома да го носи братчето. Исус не прекрши правила кога разговараше со таа жена. И што и каже на жената? 4 мажи имаше, 5. Нема, и 6 и 10 да имаш, нема да најдеш задоволување. И кажа со љубов, пристапи и рече, има друг начин. Начинот е живата вода. Ако ти поверуваш во мене, реки од жива вода ќе потечат. Живот ќе има во тебе. Изобилство од живот ќе има. Тоа на што Христос го направи. И тоа е начинот. Вистината ја кажа со љубов. И жената поверува и пишува, отиде и почна да раскажува на сите за таа радост, за тој живот што дојде во неа. Другото нешто што го спомнува, значи прво вели тие логизми, лажни аргументи и потоа вели секој горделиво што се крева против познанието на Бог. Значи ние со тоа оружје што го имаме ги победуваме тие логизми и ги победуваме сите секој горделиво што се крева против познанието за Бог. Кој тука е идејата? Тие аргументи или тие филозофии или тие идеологии кои се шират, основата на сите нив е да покаже дека не им треба Бог. Библијата не е во право. Ние знаеме вистината. Човекот е авторитет. Човекот решава што е добро. Човекот решава која е вистинската вредност. Вели Павле, ние со вистината, ние со љубовта, ние со молитвата, со верата ги рушиме тие горделивости. За луѓето да разберат дека се во заблуда и да поберат помош во Бог, да разберат дека во Бог е вистинската помош, дека Бог нуди решение, дека Бог може да ги избави од тие работи. И на крајот апостолот вклучува нешто многу лично, нешто многу интимно, говори за умот. Го заробуваме секој ум да му биде покорен на Христос. И тука зборот ум не е ум, зборот е ноема, кој значи мисла, идеја. Се што ќе дојде во умот, ние го заробуваме на Христос. Тоа е, со тоа сака да го каже, суштина удира точно на срцевината на проблемот. Уште кога мислата доаѓа во умот, таа треба да биде заробена на вистината. Таа треба да биде заробена на Христос. Христос е вистината. Сите ние сме подложни да ни доаѓаат мисли. Лутер вели, не е страшно кога мислата ќе ти дојде на умот, лошата мисла, грешната мисла. А на сите ни доаѓаат нечестиви мисли. Проблемот е кога таа мисла ќе фати гнездо. Таа лета, мислите ни летат. Постојано сомнежи, секакви мисли. Меѓутоа проблемот е кога таа птица која лета во умот ќе фати гнездо. Ќе се вгнезди и ќе почне да го менува нашиот начин на размислување. И ќе почне да создава заблуда. Затоа вели Павле, ние со вистината, со љубовта, со молитвата, со верата се трудиме тие мисли да ги поробиме на вистината. Да бидат осветлени од вистината, да се види заблудата на таквите мисли. И на крајот доаѓаме пак на оние двата начина, што Павле ги вели. Со кроткост и добрина како Христос или со дисциплина. Спремни сме да казниме секаква непослушност која ќе се исполни вашата послушност или с други зборови, надавајки се дека ќе се исполни вашата послушност. Што сака да каже Павле? Ние се надеваме дека на крајот ќе победи послушноста кај вас.
Но ако не победи, ние сме спремни и со казна, и со дисциплина да приставиме. Тоа не е нашиот метод. Павле вели, ние никогаш не сме се служили како тие лажни апостоли со суетата, со притисокот, дури со мојот апостолски авторитет не се служам. Зашто тоа не е начинот на Христос. Тоа е начинот на светот. Сатаната се служи со суетата и со гордоста. Ние се служиме со кроткоста, со љубовта, со благоста, со верата, со вистината. Но ако треба, и така ќе направиме. Ќе бидеме груби како што Христос знаеше понекогаш да биде груб. Но сепак мојата надеж е дека послушноста ќе победи. Мојата надеж е дека она што Бог го почна, тој ќе го доврши до крај. Да се вратиме на крајот на Христос пак. Тој се представи како добар и благ. Тој така рече, дека е таков. Тој за самиот себе си рече дека е мек и нежен. И тој ни порачува нам. Ако вие останете во моето слово, навистина ќе бидете мои ученици. И што? Ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. И тоа е. Ако останете во моето слово, во Библијата, ќе бидете тогаш мои ученици. А ако сте мои ученици, ќе знаете вистината и таа ќе ве ослободи. Е тоа на што му треба на светот. Тоа е. Проповедта на вистината, вели Павле. Проповедта на вистината со љубов. И вера дека Бог таа вистина ја прави жива во животите на луѓето. И тогаш луѓето ќе станат ученици, ќе бидат слободни. На вистина слободни. Ако сме совладани од Словото, од Христовото присуство, од дејство на Светиот Дух, тие ќе ги рушат тврдините. Тврдините во умот на срцето на луѓето, тврдините во нивните срца. Да, тешко се рушат тие тврдини. Затоа ги вели Павле дека се тврдини, кули, високи кули, кои тешко можат да бидат срушени. Но силата на Бог, Словото на Бог е силно да ги сруши тие тврдини. И да се искуси вистината и во овој текст. И да се потврди и да гледаме. И тоа е целта, тоа е надежта на апостол Павле. И нашата надеж треба да биде таа дека таа вистина, дека силата Божја може да ги руши тврдините во овој систем што се гради околу нас, кој не е Божи систем. Тоа е целта на Христос во нас. Со него да рушиме тврдини и во нашите умови, и во нашите срца, секоја мисла да ја покоруваме на Бог и тврдините во светот. Бог да ни помага и да ни благословува. Амин.